Американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека Иран е можеби на неколку денови од целосното исполнување на обврските од нуклеарниот договор. Во исто време тој додаде дека побарал од Кина поголем постојан ангажман во ограничувањето на Северна Кореја да развива нуклеарно оружје. Џон Кери изјави дека телефонски разговарал со иранскиот министер за надворешни работи Џавад Зариф, кој му рекол дека Техеран имал намера набрзо да ги исполни своите обврски. Кери додаде дека и американската администрација е подготвена да го стори истото. Министерот за надворешни работи ми стави јасно до знање дека тие имаат намера да ги завршат нивните обврски колку што е можно побрзо. Сега сме ангажирани околу нашите подготовки за тој ден, кој би можело да дојде побрзо отколку подоцна, изјави Кери. Тој го пофали Иран за испораката на скоро сите залихи на збогатен ураниум во минатиот месец и оцени дека со тоа драстично е намален капацитетот на иранската нуклеарна програма. Според договорот постигнат меѓу 6 светски сили и Иран во јули минатата година, Техеран се согласи да ја намали неговата нуклеарна програма во замена за олабавување на меѓународните санкции. Во меѓувреме, републиканците во Американскиот конгрес предложија закон кој веќе мина во Комитетот за надворешни работи, што би можело да биде голема пречка за спроведувањето на нуклеарниот договор со Иран. Со законот се бара Конгресот да има последен збор околу спроведувањето на договореното со Техеран. Во таков случај, администрацијата на Барак Обама нема да има право да брише од листата на поединци и фирми кои се под санкции. Тоа, како што е образложено, е со цел да се задржи притисокот врз Иран за неговата поддршка на тероризмот. Председателот на Комитетот за надворешни работи, Ед Ројс, изјави дека Иран покажалоти не може да му се верува во врска со нуклеарниот договор. При тоа тој наведе дека таа земја продолжува да ја развива незината програма за балистички ракети и со своите активности го продолжува крвопролевањето во Сирија. Инаку американскиот државен секретар Џон Кери изјави дека продолжува да работи со Кина во чекорите околу одговорот на последната нуклеарна проба од страна на Северна Кореја. Се согласивме дека во врска со ова прашање невозможно да се действува како досега со цел да одговориме на нашата зголемена загриженост за нуклеарната проба, рече Кери. Во средата Северна Кореја четврти пат изврши тестирање на нуклеарна бомба. Пјонгјанг соопшти дека станува збор за хидрогенска бомба, но за тоа се уште постои сомневање во меѓународната заедница.